Амбасадоре, добар ден и добре дојдовте на брановите на Македонската радио програма. Добар ден и благодарам на поканата и на можноста да се чуеме и видиме. Поздрав за сите наши во Австралија и низ светот. Така, ви благодариме многу. Интересно е со вас да разговараме околу најновите настани, меѓутоа се вратиме веројатно и на историјата на македонскиот народ наназад некаде до можеби Берлинскиот конгрес или порано, но она најново што ни се случува со бришење на македонскиот идентитет или и македонскиот јазик е придавката која во Европскиот парламент или парламентот на Европската унија ќе биде ставена на гласање од 4 јули до 11-12. И најверојатно спрема силите кои се знаеме Бугарија и Грција дека се како два волови спрегнати во јарем тргаат заедно и соработуваат многу блиску, исто така имаат и влијание кај другите, најверојатно може да помине таа придавка и македонскиот јазик да биде модерен македонски јазик, модерен македонски идентитет. Видите, сето тоа што се случува во Европскиот парламент ми се чини дека предизвика премногу врева кај нас, иако за тоа има основа, и тоа е неколку димензионално. Основното е дека да не си играме мајтап со самите себе. Не може нашиот идентитет, јазик, постоење да го потврди некој парламент чии било. Од месечината нека биде. Значи, ние сме македонци, тука сме и никој не може и не сме да не игнорира, иако такви обиди има. Тоа е, значи, првиот и главниот елемент на ова се случува во Европскиот парламент. Второ, меѓутоа, исто така важно е што самиот факт дека тамо треба се потврди нешто што е вековно, историско, милениумско, ако сакате, е проблематично. И да се разбереме, може тоа се прогласи првото гласање на комитетот за некаква наша победа, али 40 гласа за нас, 19 гласа против нас, значи еден голем број, и 10 беа воздржани. Тие воздржани, значи, не се наша страна. Значи, 29 Тоа беше комитетот за надворешни... Комитет за надворешни работи на Европскиот парламент. Значи, 29 со 40, значи 30 со 40. Значи, тука беше. Не се само Грција и Бугарија, значи нешто многу пошироко. Значи, ние сме за еден добар дел од Европа недокажани. Јас верувам дека ќе помине извештајот ваков како што е и на пленарна седница на собранието, али велам, тоа покажува дека многу работи не се доречени и што е третата димензија и најглавна за нас, тоа ќе биде силна шлаканица и сериозен удар врз фантазмагориите на Софија и на Атина, дека ние сме некаква измислена нација и така натака и така натака. Али тоа е како што гледаме актуелно. И да потсетим уште нешто. Во сите извештаи на Европската унија, кои секој октомври ни ги пласираат, веќе 20 на години не се употреба македонски народ, македонски јазик. Се употреба македонски како македонска влада, македонска црква и така натака, али не народ и јазик. Значи, тоа не е случајно. И да се разбереме, хајката против македонскиот народ, која започна веднаш после распадот на Југославија, значи пред 35 години, не е случајно. И тоа не ја водат нити Атина, нити Софија. Ја водат, да бидеме директни и јасни, Соединените американски држави. И која е целта? Целта е да се затвори македонското прашање, кое било, велам, со векови, 150 години најмалце, било на дневен ред на меѓународните форуми. Значи, се работи за една политика која има своје сценарио и ова сега што ни го прави Бугарија на крајот, да речем, после 35 години, не е тоа бугарска политика. Да беше бугарска политика, да беше претходно грчка политика,
Па лесно ќе се справевме ние. И да бидеме најконкретни. Нас не прекарсти Грција во нивици. Договорот од нивици е американски текст, разбирате. Така да, велам, тоа сценарио трае 35 години, целта е да се затвори македонското прашање и сега сме при крај. И кој е виновен за сето тоа? 90% ние. Игал Берије, кој беше државен секретар за надворешни работи на Соединетите американски држави, и јасно ни порача. Никој не може да ве прекрсти без ваша согласност. И ја дадовме. И кој е виновен? Атина и Софија? Не, ние. Кој го подпиша вториот протокол? Двата договори за непријателство со Грција, а постарше е вториот протокол. Нашата власт. Кој го изгласа нивици во собранието? Нашите патеници. Кој го представи тие? Народот. Кој го прифати нивици? Македонскиот народ. Така да, тоа се факти. И се друго ние можеме да обвинуваме како за Југославија, што Југославија ја растури, не знам, Ција, ја растури, не знам, и Британија, не знам, овој кој. Самите Југословенија растури Југославија. Главен носител беше Милошевиќ, одма до него беше Туџман, одма до него беше и Кучан и како се каже Изетбеговиќ. Така да, велам, тоа се факти. Во нашиот случај, за целото ова дереđe во кој се наоѓаме, во овој темен тунел, овој тесен ќор сокак, сме виновни самите ние. Велам, Игал Бергер јасно ни порача. Никој не може да прекрсти ако сами не прифати. И тоа е факт. Разбирате. Накај нас мнозина велат не прекрсти Обединетите нации. Не. Вика, име ни ставија. Не е точно. Тоа е референца, тоа викаат референца. Кој може да те прекрсти? Никој не може да те прекрсти. Велам, така да ние и самите грешиме во номенклатурата, сакате, во јазикот, и со тоа самите се подсекуваме гранката на која седиме. Така да, велам, виновни за ова што ни се случува сме самите. Ова се случува се во Европскиот парламент, е една мала наша дипломатска победа, и знаете што е сега најклучно тоа. Веднаш, значи, и пред да заврши целата процедура на самото пленарно заседание на Европскиот парламент, нашите треба да подготваме на колумна која ќе предложам тоа, да подготват меморандум еден, издржан, објаснувачки, со кој ќе има сите елементи што ни се случува, сите бели маки, голготини с кои врвиме 35 години, убаво срочен, и што бараме на крајот да се дистрибуира до сите. Бидејќи на некој начин позитивна, четвртата нека биде тоа карактеристика на Европскиот парламент, сегашните расправи и околу нашиот идентитет и јазик и слично, знаете, го актуализира тоа прашање, и иако тоа мнозина не го следат, сепак се интернационализира на еден начин што мнозина чуја, и во самиот парламент 650 души се тамо, видоа дека, има тука некој проблем, разбирате. И сега ние тоа треба да го искористиме, таа актуелност, со едно објаснување, прецизно, јасно, што ни се случува, што ни правеа, сите неправди, сите нелогичности, сите нелегални постапки, разбирате, и тоа да им се стави на знање, да се бара директна подршка. Ние на дипломатски план на тој ништо не сме направили. Ние никогаш не се боревме за нашето име. Никогаш. Све тоа го пуштавме, Нимиц предлагаше едно друго, трето, ние се криевме. Никој од македонските политичари не сакаше да се соочи со тој проблем. Еден од премиерите наши рече, при името немају 10 приоритети на Македонија. Прв мораше да биде. Тоа не значи дека да се бавиме само со името. Али тоа мора да биде прв приоритет кој цело време ќе биде на маса и цело време ќе бараме решение, ќе се бориме така. Никогаш така не беше. Кај никого. И тоа се наши грешки. Така да и ова се на крајот од денот виновни сме 95% ние сами. Сакам да ве прашам за вашиот став. Што би значело модерен македонски јазик, модерен македонски идентитет, ако
парламентот на Европската Унија го усвои извештајот на Ја мислам дека тоа не може да се случи, дека тоа би било абсурд. Да предпоставиме ако се случи. Да, во секој случај, знаете, и можда петата категорија, петата карактеристика на ова што се случува во Европскиот парламент е Европа, ако преку Европа и светот, е на испит и на тест. Дали се тие цивилизирани или се диви, разбирате, во суштината. Ако не игнорираат идентитет на еден народ вековен, нека не биде милениумски, нека биде вековен, разбирате, тие се нецивилизирани луѓе. Тоа е срам за нив. Така да, ако дојде до такво нешто, што јас велам дека сепак е невозможно тамо 650 души да се покажат дека се диви во суштината. Ова не е прејак израз, него точно соодветен израз. Ако некој не ти признава дека постоиш, дека си, тој е или забеган, или блесав, или идиот, или див на крајот од краиштата. Значи, мислам дека сепак тоа нема да се случи, али ако еве да не го исклучиме и да не исклучиме таквата можност, тогаш треба ние да го одбиеме тој извештај, да го игнорираме Европскиот парламент и да се држиме понастрана од него. Што би значило за македонскиот народ, за нас, ако се донесе? Тоа е бесмислица, тоа е чиста бесмислица. Со други зборови кажува дека ти не постоиш, дека си измислен. Тоа е потврдата на оние блесавштини кои доаѓаат од Софија, разбирате, и не само тамо, дека сме ние Титова измислица или не знам на Коминтернот и така натаму. Тоа е надвор од умот, тоа едноставно е еден идиотизам кој јас верувам дека нема да се случи. Амбасадоре, Али велам и да не се случи тоа, јас верувам дека нема да се случи. Ние треба да бидеме свесни. Не може никој било каде да ни даде, нели, атест, да ни даде документ, да ни даде диплома дека ние сме тоа што сме. Такво нешто нити треба да бараме, нити такво нешто е можно. Ние сме тука и секој што кон нас се однесува на еден див начин, треба да го игнорираме и све. А ние тоа не го правиме. Ние цело време контактираме со бугарите на разни нивоа, на разни форуми, разбирате, и сега имаше таква средба, а тие велат дека ние сме не постоиме. Како се кога се среќаваш со некој што вика дека не постоиш, ќе му речеш извини, ама јас сум дух. Не можем да се сретнеме, јас сум дух. Не разбирате? Зомби или што сакате. Така да велам, во нашето однесување, иако сега имаме апсолутно нова политика која мора да се поздрави, тока претходната власт беше катастрофа. Тие се предавници на македонската кауза, разбирате, и сега се прават непотребни грешки кога некој работи не се дискутабилни, не можеме да дискутираме дека постоиме или не постоиме, разбирате. Одма се отфрла таа ракавица и се вели немаме што да разговараме, кршите глава. Јас имам еден пример за ова што го рековте дека јас сум дух. Еден од македонците од Егејска Македонија, од Костур, го носи сонцето тука на палтото. На градите, да, како значка, знаете, она значката. Така. Символ. Да, символот, и му приоѓа еден грк, му вика ова значка, ова знаме, символот е грчки. И Мик Велјовски го вади со значката и му вика на. И кој е летнал да бега гркот. Чим е грчко, еве ти го. Да, ако е грчко, еве на, стави го ти. Еве ти го. Не сватил гркот да го нема заминал. Да, зашто ги испадне тој наш. Да продолжиме со интервјуто. Забележувам Мицковски дека цврсто стои на мислам забележително од сите претходни премиери до сега, дека Мицковски е најупорен во одбраната и најгласен е до сега за македонскиот идентитет, македонскиот јазик. Меѓутоа, имаме коледарите од Европската Унија повторно почнаа да доаѓаат во Република Македонија и да ни го кажуваат истиот збор, да се зграпчи сега ова во моменто, зграпчете го, да го промените уставо, да влезат бугарите во уставот и да се почнат наводно преговорите. Што би значило тоа? Ќе се одлучили македонската влада
да ги внеси прво бугарите, па потоа да почнат со преговори. И кои се последиците од внесување на бугарите во Уставот на Република Македонија? Прво, во никој случај, под никаква закана, уцена, награда, Македонија не сме да ги внесе бугарите во Уставот. Тоа е апсолутно јасно. Значи, тоа би било ставање не трво здрава нога, него клинец, тоа дебел клинец, разбирате. Уништување на македонизм. Најновото до сега бугарите зборуваа и Радев, председател кој е носител на таа национал-шовинистичка политика кон Македонија, зборуваа дека има дадено 120.000 пасоши. Сите тие подпишале дека се бугари, тоа е факт. Да. Никој од нив не е бугар. Нити бил, нити ќе биде. Ама бугарите имат аргумент. Најново е пред 2-3 дена видов вест, не ми е потврдена, ја објави Нова Македонија, ако не се лажам, дека нивниот министер за внатрешни работи, кој е најнадлежен, бидејќи таму се даваат пасошите, вели 200.000 има. Да, и ја се слушнав таа информација, да. 200.000. Не чув втора потврда, али од министерот за внатрешни работи, тој ги има. Јас ги следев бугарските вести и да, потврдено е тоа. Ето, одлично. 200.000, тоа се носители на патерфамилијас, носители на фамилиите. Секоја фамилија има и по тројца најмалце лица. Жена, деца, едно дете, да две деца. речеме тројца, да. Тоа значи 600.000. Тоа е 600.000, поише од албанците. Дента, па тоа не го крие Радев. Дента која ние ќе ги ставиме во Уставот, тие ќе барат нов Охридски договор. Охридскиот договор за бугарите ќе биде албанскиот договор од 2001 година ќе биде играчка во споредба со овој. Македонци нема да има. Ако се 600.000 нека бидат бугари, 500.000 се албанци, што тоа е 1.100.000, другите има Срби, вамо, Турци, Грци, Брци, Мрци, вамо, тамо, македонци нема да има. Значи, ние официјално ќе покажеме дека македонци нема во држава, разбирате? Значи, тоа, прво, Уставот не смее да се менува по никоја цена. За да дојдеме до заклучок, треба да се прашаат нашите политичари, поготово опозицијата која тоа го поддржува, и тоа ни е најголемиот хендикеп во однос на светот и на однос на Брисел, вика, дајте да го смениме тоа, што ќе изгубиме. Мислам, нив им е јасно, ама тие ги направија тие катастрофални историски грешки и не сака да си ги признаат. Значи, тоа ни е најголемиот хендикеп што дел од населението, дел од македонците, вика, никому ништо, дај да го смени во Уставот. А тоа не сме да се направи во никој случај. Ма еве, јас ги слушам и ќе ги именувам. Прв што излезе исфрле една таква теза или дефиниција беше Васко Ефтов, кај него рече дека ако влезат бугарите како малцинство во Уставот на Република Македонија, тогаш се прави дистинкција помеѓу бугарски народ и македонско малцинство и македонски народ и бугарско малцинство. Будалштина првокласна. Тоа точно е така, македонски и бугарски народ, ако бугарите признаат македонци. Ние бугарите ги признаваме. И не потреба никакво признавање. И не само тоа, не заборавајте. Бугарите не бараат да бидат малцинство. Тие пред 10 година бараат да бидат малцинство и сватија дека со тоа ќе се игнорираат самите себе си. Значи, ако има малцинство во Македонија, значи има македонски народ, тие се малцинство. Тие бараат да бидат конститутивен народ. Тоа автоматски значи дека од 41 година биле администратори. Тоа и го дава. Тие не можат во никој случај да бидат конститутивен народ, бидејќи тие кога се конституираше оваа држава, тие беа окупатори. Значи, тоа е факт, неспорен, никој не може да го игнорира, разбирате. Така да, велам, тоа е првиот дел од приказната. Вториот дел, сегашната власт, премиерот начело од таа власт, на извонреден начин се обидува да ги брани нашите интереси. Сето тоа, целата реторика која се користи е извонредна. Дека е гласен, гласен, отворено. Не, директно, без влакна на јазикот.
И јас, например, не знаев дека во Бугарија има таков комитет на малцинства, така наречени. Тие не признаваат дека има малцинства, али на минорни, на малцински заедници, нека биде по нашиот. Така, и дека таму има ерменци, турци и роми. Разбирате? И он вели нека има и македонец. Сваѓате, тоа е тие да стават македонец во тоа. Да признаат една пресуда на судот, тие признаат македонци, заврши проблемот. Тие не признаваат дека ние престоиме. И никаков чекор во таа насока, тие нема никогаш да направат. Следните 50 години, тоа треба да ми биде јасно. Па еве нема никаков одговор од нив, нема или коментар кога премиерот Мицковски бара реципроцитет, признавање на македонското малцинство во Бугарија. Ама тоа е трајна бугарска политика која нема се промени следните 50 години. Јас ке го цитирам, јас сум го читал оригиналот од записникот на разговорот на Крсте Црвенковски со Тодор Живков, се не ме фаќајте, 67 година мислам беше. Да, 67 во Љубљана да не беше. Не беше во Софија. Во Софија. Во Софија беше, велам, јас сум го читал оригиналот во Белград. Така. Во Министерството сум го читал оригиналот, ме интересираше и земам да го читам. Знаете што му вика, и сега има повторување на тоа. Што му вика Живков. Го отвори прашањето Крсте Црвенковски, да му вика, знаете што вика? Половина од членовите на Политбирото ми се македонци. Од 300 членови на Друштвото на писателите, 120 се македонци. Како да признам македонци јас? Кај се бугарите? Нема да има бугари. Ова му го кажува во еден така затворен, дискретен, дипломатски разговор. И сега скоро, кој рече од бугарите, рече, па преку 2 милиона се македонци во оваа држава. Ако признаеме македонци, знаете, од тие 2 милиона кои се асимилирани, што зборува за други работи, сваѓате. Па еден добар од нив ќе почне да се преиспитува, ако сум бил македонец, вамо тамо да се вратам во тоа, разбирате, така да ќе си ја срушат структурата на своето население. Не е играчка за нито, мора да се разбере. И сега главниот одговор на ова ваше прашање е што понатак. Ние, велам, се уште нашата власт во таа борба за македонштината што е врвна и морам се симне капа, знаете, тоа е се уште прва етапа. Мора да се премине наскоро на втората етапа и на клучната етапа, а тоа е не треба да се очекува никаква промена на ставовите на Брисел и сите околу него, околу Македонија. Тие, нивните позиции и политики се базирани на наши, разбирате, наши отстапки, на наши, да речам, наши подпишани работи. Тие не бараат ништо надвор од тоа. Ние сме прифатили. Ако нешто си прифатил, или го исполнуваш, или го откажуваш. И се ние полека и што побрзо, веројатно пред изборите локални, сега сите се околу тоа застрчани, тешко ќе дојде такво нешто, али ние сме на маса, ние сме кај нас е топката во дворот, и ние подхитно треба да го откажеме вториот протокол. Со вториот протокол, катастрофален, кој го подпиша Бујарос Пари на 17. јуни 2022 година, во кој е така начинен француски предлог, кој нема врска, тоа е договор наша концесија на Софија, разбирате. Го откажеме ни вториот протокол, автоматски паѓа во вода и ултиматумот за промена на уставот, и уште поважно и клучно за нас не е промена на уставот. Клучна за нас е преговарачката рамка. Преговарачката рамка е целосно врз основа на вториот протокол и тамо главниот фактор преку кој ќе се цени напредокот на Македонија кон Брисел е Историската комисија. Историјската комисија, бугарскиот дел, никогаш ништо нема да прифати што е во интерес на Македонија. Не прифаќаме, нема преговори. Еве го вето. Утре ќе речат, нели ќе дојде, ако дај Боже да ги почнеме преговорите.
ќе дојде образованието на дневен ред. Бугарите ќе речат, тие тврда дека Гоце Делчев е македонец, тој е бугарин. Ако не ги сменат сите учебници дека Гоце Делчев е бугарин, нема напред. Истото ќе важи и за Прличев, истото ќе важи и за Илинденското востание, истото ќе важи и за Вапцаров, за сите наши македонски дејци кои не се спорни. Ама веќе подпишани се светите Кирил и Методија, свети Климент и Наум, Прличев. И тоа може се Самуил. И тоа може се поништи. Тоа се поништи. Никој не и дал овластување на историската комисија, предходниот состав наш, да прифати такви работи. Таква процедура не е направена. Треба прво влада да одлучи за тоа, па собрание да одлучи, па тие да подпишат. Не може тамо група од 6 души да подпишуваат будалштини. Не може. Така велам, значи го откажеме ние вториот протокол, све паѓа во вода, разбирате, и почнува новиот процес на наше приближување до Европската унија. Чист, отворен како за сите. Ако не го направиме тоа, Македонија нема излез. Полека, велам, со цели сите напори кои ги прави сегашната власт, ако не го, ние не можеме да реков, промена на устав не доаѓа пред. Тоа е подпишување на смртна пресуда. Нема ли промена на уставот? Нема преговори. Нема ли преговори? И прво албанците, а и добар дел од македонците, опозицијата наша која, не знам, плива во некои надреалистички води и не разбира ништо што се случува, ќе бидат, значи, ќе почнува натрешна политичка криза, етничка криза и ќе одиме прудолу до не знам каде. Значи, ние немаме моментално друг избор, отколку што побрзо да го откажеме вториот протокол. Вториот протокол не е меѓународен договор. Тоа е чист записник меѓу двете влади. А и да е меѓународен договор, меѓународните договори, знаете што рекол Де Гол, меѓународните договори се како младите моми и розите. Траат додека траат. Па историјата, историјата го покажува тоа, да. Тоа го покажува тоа. Меѓународните договори се Библии. А и Библијата вика има 1000 верзии, Библијата има. И второ или трето, не е важно, Соединените американски држави се повлекоа од меѓународниот договор за климата подпишан во Париз, се повлекоа од иранскиот договор за нуклеарна енергија, се повлекоа од Транспацифичкото партнерство ТПП и никому ништо. Сателитско наоружување исто така. Тие трите договори, има и други, трите договори ги подпишаа нивните председатели и тие се повлекоа. Појпике не важише вика црвите, разбирате. А уште најнов доказ за тоа дека и да се меѓународни договори ништо не значи, Црна Гора по диктат на Брисел го откажа договорот со Соединените американски држави, не со било кој. Таков договор имаме и ние. Договор меѓу Македонија, односно Црна Гора и Соединените американски држави, со кој Црна Гора се откажува од можноста да ги процесира американските државјани за било какви дела на собствена територија во меѓународниот кривичен суд. Да, и ние значи, американците се обезбедија. Ако американците направат кривично дело во Македонија, во Црна Гора, тоа се договори кои се наметнати, да се разбереме. Јас во времето како подсекретар ги почна преговорите со американците за тоа и ми реков, ние ќе се сложиме ако ни го признаете името, па после ме критикува дека сум бил агресивен, разбирате. Значи, Црна Гора се повлече од договор со Америка за нешто што апсолутно не држи вода и Европската унија во право за тоа. Али велам, значи, ако Црна Гора со Америка откажа договор, па ние можеме да откажеме еден записник меѓу држави, меѓу влади, записник. Ако не можеме да го направиме тоа, па заслужуваме да имаме држава. Меѓутоа, сепак се слушаат коментарите на некои од нашите политичари дека Европската унија е единствениот пат, единствениот зрак и днината на македонскиот народ, на македонската држава.
Дали е тоа така? Јас не се сложувам. И уште едно прашање, две прашања се заедно. Утре, мислам, понеделник во Скопје, во Република Македонија, доаѓаат првите челниците на така наречен Западен Балкан. Јас не знам каде е тој Западен и Источен Балкан, па и Јужен и јас апсолутно сум против тоа. Зошто доаѓаат во Македонија? Видите, прво, тие одат, беа во, последен пат мислини беа во Тирана. Се доаѓаат во Македонија, следниот пат ќе бидат во Сараево, значи тие ги вртат сите овие центрите балкански. Иначе, терминот Западен Балкан е апсолутно пежоративен, за мене неприфатлив, никош не користам, ништо не. Значи, ако сме ние Западен Балкан, што се Словенија и Хрватска? Тие се Западен Балкан. Тие се Северен Балкан. Тие се Северен Балкан, нема Северен Балкан. Така да, во секој случај, тогаш ние сме Јужен Балкан, не може да бидеме Западен Балкан. Мислам, таа е безсмислица, али знаете, тие за да ги обележат овие 6 земји кои се надвор од Унијата, си измислила еден израз Западен Балкан и гледај си работа после тоа. Им е гајде што тоа е безсмислица. Така да, тоа е суштината, тие вршат и ше на друга работа. Знаете, Белград беше по многу што центарот на овој дел од свет, од Европа, и све тамо се одржуваш. Бидејќи Белград има проблем со Косово и бидејќи тоа прашање изгледа нерештливо по многу што, разбирате, ја префрлија центарот сега е во Тирана. Во Тирана што не се одржа? По последниве година дена се одржа 5-6, меѓу другото се одржа и средба на Европската политичка заедница, која е втората лига за кандидатите кои не се членки на Европската унија, разбирате. И тоа мораме да бидеме јасни. Големи привилегии. Тоа има веќе целосно дефинирана втора лига. Јас сум длабоко уведен дека проширување на Европската унија, како што беше сега, тешко дека ќе има и тешко дека во следните 10, 20, може и 30 години некоја друга земја ќе влезе во неа. Сега преговараат доста активно Црна Гора и Албанија. Црна Гора може евентуално да ја прима, да покаже дека проширувањето не е мртво. Албанија нема теоретски шанс. Ова што зборуваат за Украина, јас ми тврдам Украина никогаш нема да влезе во Европската унија, па утре да заврши војната. Така да, тоа се тактики нивни, тоа се нивни политики, тоа се нивни прилагодувања и од тоа нема бегање. И тоа е добро во некој случај. Меѓутоа, тоа се исто така дел од двојните стандарди на Брисел, кои се апсолутно редовни, присутни, злоупотребувани често време, а велам, и со нив мораме да бидеме свесни дека мораме да живееме. Инаку, на првото што го рековте за Европската унија, јас сум апсолутно за Европската унија. Тоа е цивилизацијско достигнување на Европа и тука има едно чудо вредности, покрај сите тие двојни стандарди, злоупотреби и така натака, кои се очигледно во политиката неизбежни, меѓутоа Македонија треба да направи се за да влезе во Европската унија, ама да влеземе како македонци, а не како зомби, како духови. Амбасадоре, контрадикторно на вашиот став, на 13 март 1912 година имаше сојуз на Бугарија, Србија, па потоа се приклучи и Грција за поделба на македонскиот народ и Македонија, кој беше нацртан, обележан во одлуките на Берлинскиот конгрес 1878, член 23, таму се вели дека може некаква автономија. Меѓутоа не се спомнува македонски народ. И понатаму, ако се гледа тој Берлински конгрес и одлуките, македонскиот народ немаат право на собствена држава. И тоа го потврдуваат овие големите сили, особено договорот од 13 март 1912 година, пред да почне првата Балканска војна, го потврдуваат Франција, Англија, Германија и Италија. Истите сега тие се држави кои нас не ни даваат идентитет, не ни даваат собствена држава.
Истите се тие што нас не асимилираат или геноцидно не уништија 48 година во егејскиот дел на Македонија. Врз нас бомбардираа британците, американците со напалм бомби. Но никогаш тој геноцид не се призна како што е признат, например, Холокаустот или пак Сребреница или пак еве ерменците и тие не се признати, ама некои држави признаваат. За нас, за македонците, тоа не важи. Не важи сите овие притисоци. Зошто и ден денеса не се толку, мислам, не се толку назадни, рековте цивилизирани се. Кога се цивилизирани, го слушав говорот на пратеникот на или министерот за надворешни работи на Полска, не знам кој беше, кој рече да го смениме уставот сега уште одма и да ја зграпчиме шансата. Повторно се тие истите сили што нас не јадат 200 години и повеќе. Тоа е точно. Се што се случува околу Македонија не е ново. Велам, кога се распадна Југославија, главната цел, овој пат да се разбереме, лидер не според се Соединените американски држави. Главната цел која до денеска е актуелна е затворање на македонското прашање. И тоа се спроведува на еден филигрански начин овие сите 35 години, а ние не сме свесни за тоа или да сме свесни не реагираме на соодветен начин. Значи, секоја сме биле спорни и се уште сме. Рефлексиите на тоа од 12-та година, од 1848 година, од самиот Сан Стефано, сакаш, и ден денеска се тука. И ден денеска се тука. На крајот од денот се работи за македонското прашање. И велам, сега моментално Италија има релативно позитивен однос према Македонија. Позитивен однос има Австрија. Јас мислам дека позитивен доста однос има и Велика Британија. Сметате дека го сменаја ставот, тие го срушија Груевски? Не го сменаа ставот, тие се прилагодија на суштината и сакат повторно да имат некое влијание. Овој последниот договор што е потпишан околу кредитот и така натака покажува дека тие од кога излегува да Европската Унија имаат интерес да бидат присутни, да шират така своји односи и врски, и во тој контекст треба да се стави и тој договор. Меѓутоа, велам, јас поминав 4 години како амбасадор во Лондон и можам да ви кажам дека односот према Македонија беше исклучително позитивен. Исклучително. Јас ќе ви кажам и кажува писмата кога во 93-та година во ноември требаше да ја признаат Македонија Европската заедница тогашна, ја призна на 17 или 18 декември. Проблем беше Франција. Франција не сакаше, одлагаше, не беше спремна да ја прифати Македонија. Ми ги читаа писмата, ги гледав како британците викаат дајте на Париз, нема основи, треба да се такое, се загрозува безбедноста на Балканот, Македонија мора да се призна и така натака, разбирате. И цело време покажуваа, велам, лично го почувствував тоа, едно разбирање, еден позитивен однос. Меѓутоа, Британија била империјална сила и се уште си има сигурно империјални амбиции. Меѓутоа, сега не е носител. Носител на сите наши голготи до сега беше Вашингтон и знаете што беше клучно тука, што Европската Унија, која сега е во хаос, која не знаат кај да гледаат и што да прават, се милитаризираат безсмислено, надвор од умот, разбирате. Тие беа пиони во раците на Вашингтон. И кога дојде Трамп, кога јас го поддржувам, до сега сме најсериозен, најоштар критичар на американските политики на Македонија, а Трамп кога дојде направи невиден пресврт во надворешната политика. И сите тие европски политичари кои беа нивни слуги, одеднаш се најдоа изолирани, не можеа и тие преку ноќ да ги прифатат промените во политиката американска, и што направија, ќе се милитаризираат и ќе водат војна со Русија. Будалштина, белосветска, разбирате. Европа не може да биде обединета, безбедна, прогресивна, разбирате, прогресивна, мислам, во смисол на развојна, разбирате, без сорадника со Русија. А тие ќе водат војна и ќе поддржуваат Украина, која нема теоретски шанси да го победи Русија. Па тоа е, велам, самоубиствена политика. Али тоа е све резултат
на збунетоста на Европа, на изгубеноста во свемирот, затоа што американските политики на Трамп, кој рече многу јасно, војната меѓу Украина и Русија е предизвика Киев. Разбирате, и тоа е факт. Да, јас се Неспорен. с повеќе Така да, овие се најдоа во небрано и не знаат што да прават, како дечи, не разбирате, кој ќе ги истера од дворот, па не знаат кај да играат. Тоа е невидено, али тоа е реално со која живееме. Така да, Европската Унија во целина ќе се прилагодува, сега ќе вршат големи реформи, затоа нема да има проширување, тоа ќе трае 10, 20, може 30 години. Е историско достигнување и цивилизацијско и треба да правиме све да влеземе, меѓутоа како македонци достоинствено и во пон капацитет. Иначе против НАТО бев секогаш, а сега кој ни кажа дека треба 850 милиони евра годишно да извојуваме за одбрана, па тоа е да подпишеш смртна пресуда, разбирате. Еве наградата за НАТО. Разбирате, тоа е 5% од тако, а еден Чебрен да нова хидроцентрала кој ќе реши многу проблеми во енергетиката, кошта околу милијарда годишно. Па дајте тие пари да отвориме, да го изградиме тако, да го изградиме Чебрен. А Македонија, разбирате, и 5 милијарди да носи во одбраната, утре не дај Боже ако има војна, и грците, и бугарите, и србите, и албанците се многу пати појаки од нас воено и ништо не може да направи, разбирате. Ништо не може да направи. Не дај Боже. Али војна на Балкан веќе нема да има, тоа го тврдам, бидејќи тоа е интересно. Да, уште еднаш да се вратам и да го завршиме со последно прашање, да го завршиме интервјуто, веќе трае 45 минути. Војна нема да има. Меѓутоа, каде е проблемот? Во што е суштината на негирањето на македонскиот народ? 200 повеќе години пред тоа, 500 години турците. Меѓутоа, особено ме интересира она од запишаното од Берлинскиот конгрес, па Сан Стефанска Бугарија, па Букурешкиот, па Парискиот, па Техеран 43-та, па Јалта 45-та, па Лисабон 91 година, па Обединетите нации 93 година. Во што е проблемот што не го сакаат македонскиот народ? Не е македонскиот народ некој злобен народ, некој лош народ. Види, ти си историчар, ти работи ги знаеш поадно од мене. Бевме секогаш поделени меѓу себе, конфронтирани, се убивавме меѓу себе. Сите околни држави има аспирации према нас, бидејќи бевме недефинирани на некој начин, не успеавме, последни формиравме држава, и која формиравме се уште не ни ја признаваа. Значи, бевме бурето барут на Балкан. И мислам дека кога се распадна Југославија, 45-та година, македонското прашање беше на некој начин феникс. Се врати на реалната сцена, али како? Како дел од федерацијата. Да. Нашите големи борци од Ченто и другите, разбирате, сметаат дека тогаш беше моментот за обединување на македонците. Чудо беше што дозволија современа македонска држава. Чудо. А да се одеше на независна македонска држава, ќе ни плачеа мајката, ќе не уништеа и тоа до корен, и за последен пат, веројатно. Меѓутоа, како дел од федерацијата, не проголта. И тоа беше се до 90-та година, дека не се распадна Југославија, и тогаш почнува новата политика за затворање на македонското прашање, бидејќи сите земји околу нас имат аспирација. Сите тврдат, сите велат дека сме бугари, сите едните велат дека сме бугари, другите дека сме срби, третите дека сме грци, албанци и така натака. Сите не посвојуваат. Значи, сакале или не икеле, ние бевме третирани и сметани како предизвик, како проблем, нерешлив проблем, бидејќи кога почнаа војните во Југославија, кога се распадна Југославија, да почневме ние да бевме малце помилитаризирани, да баравме така да не речам проширување, односно обединување, него било што друго, беше опасност од нова балканска страшна војна, која беше веројатно ќе беше и шведска.
и светска. Така да проблемот е што сега моментално Вашингтон смета дека ако нема македонци, нема проблеми во регионот. Меѓутоа, тоа е апсолутно погрешна политика, бидејќи не можеш ти македонцето да го уништиш, да го игнорираш, да го избришеш, со еден потег со политика. Не можеш. Се уште не се вратиле нашите комити, али ако продолжат вакви политики, ќе се вратат нашите комити. И тоа ќе биде нова ситуација на Балкан. Така да целта им беше нивна, крајно погрешна, и мислам дека сега сваќаат и тие дека таа е неостварлива и дека полека и полека, али со наша политика исправна и откажување пред се на вториот протокол како еден пресврт во нашите досегашни капитулантски и предавнички политики, ќе сватат дека со македонците мора да се смета, мора да има место за македонците во европската и светската сцена и дека ќе почне нова етапа. Али зависи голем дел од нас. Ако ние продолжиме како претходната власт да голтаме кнедли, да виткаме рбет и кичма, разбирате, никаде немаше да стигнеме. Ова нова политика, али велам, треба да биде свесна дека мора да се оди на радикални промени. Ова сега се прави првата етапа на опонирање, првата етапа на позиционирање на меѓународната сцена, али мора да следи и втората, која ќе биде со радикални промени, а тоа е откажување на вториот протокол и почнуваме од ново, од почеток, и тогаш ќе имаме шанси да влеземе во Европската унија. Сега како што е ситуацијата, теоретски шанси нема. Амбасадоре, ви благодарам многу. Поздрав и направивте убава анализа за состојбата во Република Македонија. Се радуваме дека ако е така, многу поздрав до сите наши, каде и да се. Македонија нема да ја уништат, нема да успеат, нема теоретска шанса, ние сме како пиреот, неуништиви сме и велам, не очекуваат тешки времења, не очекуваат големи предизвици, али мислам дека новата власт е свесна дека мора дека страницата една страница свртија, дека треба да се вртат уште нови страници и да си го зае местото кој објективно ни припаѓа во светот. Поздрав на сите, Македонија е вечна и никој ништо не има. Македонија вечна, поздрав.